Председателе, сосема накратко. Значи, целта на овој амандман ние да направиме јасна дистинкција помеѓу поимите установа и јавна установа, и ова го предлагаме од причина што сме сведоци дека во многу наврати и во овој законодавен дом и во многу случаи ни се случува да си ги толкуваме законите како што ќе ни се укаже потреба во даден момент. И бидејќи станува збор за два различни поими, установа и јавна установа, кои со поимникот на Законот за установите се засебно дефинирани, со овој амандман сакавме да прецизираме дека се, односно секоја одредба, правило, критериум и така натаму, што се однесува на јавната установа како поим, важело и за поимот установа. Согласно Законот за установи, за јавноста ќе кажам, установа е секоја форма на организирање заради вршење на јавна услуга како дејност која не е подведена под трговските дејности утврдени со закон, нестопанска дејност, и која може со закон да биде утврдена како дејност од јавен интерес. А јавна установа е установа основана со средства во државна сопственост, како државна национална установа, или установа основана од општината или градот Скопје со средства во сопственост на општината, односно градот Скопје, како општинска јавна установа, односно јавна установа на градот Скопје. Установата може да биде јавна, приватна и мешовита. Јавна установа може да основа Република Македонија со средства во државна сопственост, ова веќе го кажав, и од овде уште еднаш би потенцирала дека целта на амандманот е јасно и одделно прецизирање на двата поими, установа и јасна установа, за да не се јавуваат недоразбирања или различни толкувања на овие два поими. Навистина не можам да сватам зошто во денешново законско решение ги изедночувате овие поими, и не ја сваќам логиката зошто да не си биде јасно и прецизно наведено во законот одделните одредби кои важат стрикно за установата и стрикно конкретно за јавната установа, кога во самиот поимник на Законот за установи се засебно дефинирани, со тоа што законов би бил многу појасен и попрецизен ако се третираат засебно. Дополнително, со амандманот сакавме да дефинираме дека постапките за и разрешување на членовите на управување кои важат за јавната установа да си важат и за установата. Сметаме дека тука би можеле во иднина да се јават потешкоти и токму од таа причина го поднесуваме овој амандман. Се надевам дека ви е јасна намерата за прецизирање и зошто бараме истите да стојат засебно во целиот на Законот за установите, се со цел во иднина да имаме јасен, конкретен и прецизно дефиниран закон кој што нема да се толкува произволно. Ви благодарам.